Со доаѓањето на зимата и студеното време, најголемиот човеков орган, кожата, најмногу трпи. Затоа како да ја чуваме, како да ја негуваме и како да ни изгледа кожата свежа и здрава во зимскиот период, разговараме со доктор Горица Дачевска, дерматовенеролог. Ова утро сме токму во ординацијата на доктор Горица, која што се наоѓа во центарот на Скопје на улица Рузвелтова 51. Доктор Горица, добро ви утро. Ви благодарам што не примивте во вашата ординација, која надвор не чекаат пациенти, ќе бидеме куси, меѓутоа ова се корисни навистина информации за сите наши гледачи, за тоа кои се симптомите кои што ги чувствува кожата во овој зимски период, кога времето веќе ни станува студено. Благодарам на поканата и да, точно дека ме чекаат пациенти, меѓутоа темата која вие сте ја прочем одбрале сега да се зборува е доста актуелна, бидејќи да, сега надвор имаме сонце, меѓутоа доста е ладно и доста луѓе бараат совет како да се ја заштитат кожата. Кожата е орган кој памти, најголем орган е, која треба да се ја негуваме, која треба да се ја сакаме и колку ние впрочем вложуваме во самата кожа, понатака во текот на годините она ни возвраќа со својата убавина, со својот сјај. Дефинитивно дека ова зимско време, ниска температура, па и самиот ветер доведува до исушување на кожата, доведува до иритација, а се до тоа може да биде проследено не само со сувост, туку да биде проследено и со чешање. Самото тоа чешање, односно свработ, кој знае да биде доста интензивен и самите пациенти кажуваат, докторка, се разликува од другите, значи овој свраб се разликува од другите сврабови, бидејќи при самото чешање мене кожата ме боли, значи не ни е пријатно. Така да се јавува, значи, еден зачаран круг, каде што самото чешање доведува до дополнителна иритација, бидејќи кожата е сува и може да се накалемат да се јави секундарна бактериска инфекција. Така да во овој временски период, она рутина која ние сме ја применувале, значи во, да кажеме, летните периоди, во есенскиот период, значи комплетно треба да се ја смениме, така да не треба да користиме премногу средства кои дополнително ќе ни доисушат кожата, него препарати кои се богати со хиалуронска киселина, со церамиди, препарати, значи, кои ќе ни ја хидрираат кожата, каде што после миење на лице, ние треба да кожата да ни биде еластична, значи не треба да ни биде едноставно сува, затегната. Така да тие препарати, значи, треба да си го смениме начинот пред се на одржување на хигиена и задолжително да се користат препарати кои се богати со витамини, богати со хиалуронска киселина. Што значи една крема да не одговара? Да при нанесување на лице не треба пред се да ја чувствуваме како оклоп, да не затега, не треба да се рони, како гумичка, ниту пак да ни предизвикува црвенило, иритација. Тоа е знак дека не ни одговара таа крема во овој период. Многу често господи доаѓаат, ама докторка, знаете ли вие таа крема колку е скапа? Да, точно така дека е скапа, меѓутоа во овој период да направиме пауза, да ја смениме и да користиме друга крема. Така да овој, да кажеме, краток период треба да се ја коригираме таа нега, но исто така да не заборавиме да кремите, значи задолжително кремите кои ни се дневни креми се со заштитен фактор. Нормално, градската средина бара и 15, 20, 30 SPF. Меѓутоа, кога одиме на планина, така, каде што некако забораваме, тука исто така настануваат многу големи проблеми, заборавајќи да користиме крема со заштитен фактор, некако се релаксираме и се јавуваат многу, да кажеме, после тоа изгореници на самата кожа. Така да, ако веќе се одиме на повисока надморска висина, каде што UV зраците, UV индексот е поголем, тогаш задолжително ПСК. Во случај пациенти кои имаат постоперативно значи лузни на лицето, тогаш зависно и од дијагнозата се препорачува истоткан или заштитен фактор. Многу пациентите често прашуваат, па зар има такво нешто, докторка, кај нас? Да, има
има такви продукти, треба да се побара совет и никако на своја рака да се користи, него зависно од потребите и од типот на кожата. Докторка, јас сакам да ве прашам сега кога ги споменавме веќе кремите со заштитен фактор, 30-ка, 50-ка, еве и 100-ка како што кажавте, како се нанесуваат? Прво се става кремата, па потоа другата со заштитен фактор, па другата крема, па шминка. Еве еден совет за сите господи. Многу убаво прашање и многу често поставувано прашање, затоа што ние некогаш сакајќи толку многу, нели, да се заштитиме, па нанесуваме една крема, па значи сето тоа навистина е многу премногу. И на крај, нели, ние кога ќе се ставиме мејкап, тоа почнува да ни се рони и тоа воопшто не изгледа убаво. Ако веќе користиме крема со заштитен фактор, доволно е да нанесеме крема со заштитен фактор. И врз кремата со заштитен фактор може, ако има потреба, да се нанесе, нели, пудра, декоративна козметика. Убаво би било да се внимава. Сакам да кажем дека има и креми кои се со заштитен фактор, кои се тонирани. Па доволно е и тоа да не ја оптеретуваме многу кожата. Веќе да кажеме вечерната шминка да се оди со крема и со со мејкап кој следи понатака. Така да не треба ниту да толку сме ние некош како родители да кажеме и уплашени, заштитнички делуваме на нашите деца, па се става крем, па се става заштитен крем. Не, доволно е да се стави заштитен крем соодветно, нели, на возраста. Сега, уште едно прашање пред крај на разговорот. Сакам да прашам дали е потребно одмор на кожата, на лицето од козметика, од онаа декоративна козметика? Дефинитивно дека се препорачува, нели, одмор. Еве доволно, нели, да се тргнеме, нели, од нашите обврски каде што ние, нели, не треба да бидеме комплетно, нели, средени. Доволно е да се користи серум за лице, да се користи дневна, ноќна крема. И нашата кожа, нели, треба да се одмори од сите тие, пак да кажем, хемии кои ние ги нанесуваме дополнително на нашето лице, сакајќи, нели, да бидеме убави, да бидеме свежи. Значи, да резимираме на крај на разговорот, потребно е лицето да остане хидрирано во текот на овие студени зимски денови со определени креми, оние кои што нас ни одговараат, дневна, ноќна, со заштитен фактор. Така, точно така, со заштитен фактор. Пациенти кои веќе имаат хронични заболувања, кои дополнително ги исушува, значи сувост чувствуваат на својата кожа, господи, кои се, нели, во менопауза, каде што постои веќе тој хормонален дисбаланс, каде што преку ноќ се менува текстурата, нели, на кожа, бара и те како многу внимавање на користење, нели, на соодветни креми, да се внимава со правење, нели, на пилинзи, да едноставно да си ја сакаме кожата. Колку повеќе ние вложуваме и ја негуваме и сме внимателни према нејзе, толку повеќе кожата ни враќа со нејзин сјај, со нејзина убавина. И кожата е можеби оној момент кога велат ако ви е кожата здрава, значи ви е организмот здрав. Точно така. Така да битно е се и начинот на живот, начинот на исхрана, сето тоа влие. Едноставно и кога ќе го видите пациентот кога делува истоштено, изморено, и кожата нема сјај, трпи, да. Благодарам ви.